Здраво на сите, се надевам сте добри. Денешното видео предавање ќе го посветиме на денот на македонскиот јазик, 5 мај. Тоа ќе го направиме со помош на оваа PowerPoint презентација која што ја подготвив токму за оваа прилика. На воведниот слайд ги заприметувате едни од најзначајните личности кога го прашаме македонскиот јазик, словенската писменост исто така и за нив ќе позборуваме токму во следовите кои што предстојат во наредните неколку минути. Одиме со првиот слайд. Македонскиот литературен јазик, он јазик кој што денеска го употребуваме, бил утврден во 40-тите години на минатиот век, а тоа се случува токму на првото заседание на АСНОМ или антифашистичкото собрание за народно слободување на Македонија, одржано на 2 август 1944 година во манастирот Прокопчински. Иако се уште во неослободената македонска држава, македонскиот јазик се прогласува службен. Откако била целосно ослободена по некој месец, односно во ноември, истата таа година биле избрани врвни специјалисти кои требало да се посветат токму на азбуката и правописот. Јас би сакал пред да одиме на наредниот слайд да го појасниме терминот литературен јазик. Тоа е доста важно за нас. Литературен јазик е оној кој што се користи во рамки на книжевност. Литературен јазик е оној кој што треба да се користи на ниво на цела една држава и тој да преовладува во низините институции, значи во државните институции, да преовладува во рамки на образованието, да се спорува таму, во рамки на науката, во рамки на политичкиот живот. Кога се издаваат документи и така натаму, кога граѓаните бараат некои документи од одредени институции, тогаш мора да се употребува литературен јазик. Ние сите зборуваме македонски јазик, меѓутоа литературниот јазик не го употребуваме можеби често, односно не во секојдневниот говор кога сме надвор со пријателите. Но кога сме, например, во училиште, ние треба да употребуваме литературен или стандарден јазик. Наредниот слайд не враќа малку повеќе наназад низ времето, односно на почетоците на словенската писменост, која што всушност е и наша писменост, и на словенските просветители, на сесловенските просветители и учители кои што се наши просветители, односно светите Кирил и Методи, кои ја составиле глаголицата. Со тоа, значи, ги описмениле словенските народи и таа глаголица била заснована токму на дијалектот кој што го зборувале македонските словени во околината на градот Солун. Нивното дело го продолжиле нивните ученици, светите Климент, Наум Охридски и многу други. И како минувало времето, глаголицата се менувала, подоцна станала црковно-словенска азбука која се користела во богослужбените книги, некои ја нарекували Климентовица во чест на Свети Климент, кој што развил огромна писмена дејност во градот Охрид, благодарение на неговата книжевна школа. За на крај секој словенски народ, вклучително македонскиот, тука да направи своја верзија и денес таа верзија позната под името кирилица, или нашето писмо велиме дека е кирилско писмо. Словените по многу години територијално се разединуваат, токму поради таа поделба настануваат и 3 јазични групи, поврзани со словенскиот јазик, тоа се источна, западна и јужна група, со тоа се сретнуваме уште до 6 оделени. И знаеме сите дека нашиот јазик припаѓа во најголемата од трите групи, тоа е јужната група на словенски јазици, а друштво тука му прават и јазиците на словенците, хрватите, црногорците, бугарите и србите. И еве тука на картата со потемни бои се обележени токму тие држави, еве нашата, каде што се зборуваат овие јазици, каде што кирилското писмо си има свое место и затоа благодарение на таа сродност ние полесно се разбираме со луѓето кои што живеат токму во овие територии. Така. Инаку, заложбите, трудот околу создавањето литературен јазик започнал некаде уште во 19 век, кога многу наши културни дејци макотребно се труделе околу таа идеја, не било лесно да се оствари, меѓутоа се појавиле навистина храбри и честни луѓе кои што одлучиле таа идеја да ја истуркаат до крај. Ние ќе спомнеме неколку од нив. Еве, еден од нив бил и Крсте Петков Мисирков, интелектуалец, кој во неговата
позната книга со наслов За македонските работи, напишал цело едно поглавје кој што го посветил на македонскиот јазик и во кое тој ја изнесол својата идеја македонскиот јазик да стане службен по целата земја. Тој исто така дал неколку интересни предлози, а еден од оние кои што така нам повеќе ни интересира е тоа што предложил за основа на македонскиот јазик, значи за темел на македонскиот литературен јазик да бидат земени подрачјата Битола, Охрид, Прилеп и Велес, кои што тој сметал дека се најчисти во поглед на говорот и дека заслужуваат да бидат темел на македонскиот литературен јазик. Ете така, тоа е Крстен Исирков, тоа е тука насловната страна од неговата книга за македонските работи. Македонскиот јазик својата борба нормално ја водел и преку собирачкото дело, преку македонските собирачи, какви што биле браќата Миладиновци, Димитар и Константин Миладинови, стручките учители, наши патрони, нивниот ученик Марко Цепенков, а тука се појавува и Кузман Шапкарев и многу други, кои што собирале творби од сите краишта на Македонија, со кои што сакале да покажат дека македонската држава, македонскиот народ има свој фолклор, своја традиција и дека заслужуваат има нормално своја писменост, посебно бидејќи се изделувал од другите словенски народи. Миладиновци го напишале зборникот, она позната книга која што ја спомнуваме во наставата, или Златната книга, што некои викаат на македонците, во која што собрале мотворби, песни, традиции, обичаи, гатанки и што уште не верувања од сите краеви на Македонија. Важна улога во овој процес секако имал и монахот Партени Зографски, по потекло село Галични, тој пишувал учебници на народен јазик. Нам е познат по неговата мудрост која што ја кажал во поглед на начиниот јазик и која што прилика на литературен јазик звучи вака. Тој рекол: учи книга прво на свој јазик, а потоа на туѓ. Бидејќи оној кој што прво учи книга на туѓ јазик, а потоа на својот, тој многу наликува на човек кој што си ја заменил мајка си и наместо неја зема друга. Убава мисла, интересна, некако како и да одговари на денешното време. Ние сите сме сведоци дека денеска многу наши деца ученици подобро зборуваат странски јазик, отколку што зборуваат или читаат на својот јазик. Така да ова мисла треба да биде една добра порака до сите нас. Рамо дорамо со Партени Зографски и не помалку значење има и Ѓорѓи Пулевски, кој што исто така пишувал учебници, пишувал граматика, пишувал буквари, песнарки, што уште не. И се смета за автор на првата печатена граматика, која што на македонците, која што била позната под името Слогница речовска. Ево тука и слика од тоа. Инаку буквите во граматиката биле македонски и старословенски, а самиот Ѓорѓе Пулевски бил голем поборник за да покаже дека македонците се посебен народ кој што си има своји карактеристики и се разликува од другите, со своји вредности. И така, по долги години, макотравна борба, на 5 мај, овој датум кој што го спомнуваме, во далечната 1945 година, е донесено решението за македонската азбука согласно дуплика на основа. Еве го тоа решение, го гледаме тука, значи како изгледа, или македонската азбука ќе се состои од 31 буква или 31 глас и ќе има своја ракописна и печатна верзија. По донесувањето на решението, еден од најзаслужните во овој период е професорот Блажо Коневски, кој бил автор на новата граматика на македонскиот литературен јазик, го напишал и речникот на македонскиот јазик, а заедно со Крум Тошев го подготвили првиот македонски правопис, кој бил озаконет на 7 јуни 1945 година. Блажи Коневски ни е познат и по познатата песна Тешко длан. И презентацијата ја завршуваме со ова слика и фотографија на поетот Кочо Рацин. Во левиот дел го гледаме насловот на неговата најпозната стихозбирка Бели мугри, која што ја напишал, била издадена во Загреб 1939 година и се смета можеби за една од првите
книги кои што го најавиле почетокот на современата македонска книжевност и каде што македонскиот јазик се јавува во една најчиста, најлитературна форма. Ете така. Имам уште многу да зборуваме кога јазикот во прашање, меѓутоа се обидов да бидам така пократок, а да ги опфатиме поважните моменти. Јас ви благодарам за вниманието. До наредното видео предавање ви поздравувам и нормално да живее македонскиот јазик. До гледање.